Измамата Итар Петрова. Итар Петар, знајнојот во своето село имал голема чест, како умен и итар човек. Некои негови селани, тројца на број, му завиделе за честа, та се нагориле да му поцрнат убоото име, излагувајќи го со некоја поголема итрост. Во некое ближно до неговото село секоја година се чинел панаир, таму се продавале и јадри добици. Итар Петар си имал една многу добра и ранета крава, та ја зел да ја отерат на Панаѓур за да ја продајат. На патот Итар Петар, одејќи си на Панаѓур, стретил тројца нагорени зависници негои и тие максус пред време се враќале од Панаѓурот. Не сите заедно, а еден по еден. Првиот што го стретил, откако го поздравил како човек адет, го прашал Итар Петра каде одел со таа крава. Итар Петар, не знаејќи ништо за узборувањето нивно, му кажал право, оти ја терал кравата на Панаѓур за да ја продајат. А зависникот му рекол: кравата твоја како што е толку уба, ако би немала ушче опашка, би се продала за висока цена. Оти на Панаѓурот многу се барале безопашести крави, рекол тој. Многу скапо се продавале. Итар Петар излаган, пресекол опашката на кравата и си тргнал по патот. Потаму го стретил вториот му зависник, та и тој сторил со Итар Петар како што и првиот и го научил да окрши торговите на кравата си. Најсетне, уште понатаму, го стретил и третиот, та па тој го научил да ја пресечет ушите на кравата. Итар Петар отерал на Панаѓур угоената и окастрена своја крава. Се набрале околу неа мнозина купувачи, оти многу им се свидела, та сакале да ја купат за дамазлак. Ама им пречело окаструвањето. Најпосле Итар Петар немал што да чинит, никој не му ја купувал за дамазлак, та ја продал на касапите за колење. А че преголтне ли излагувањето си? Не, никога. Тој фатил веќе да си мислит како да си отплатит за него. Првото отплаќање Итар Петрово. Кога се враќал Итар Петар од Панаѓур и стретил тројцата си лагачи, што се радуеле за лагата што му направиле, ама овој, без да се искажи јадот, се престорил оти Боже ми им благодарит што му сториле големо добро, што го научиле да ја окастит кравата, та да си ја продајат на цена многу повисока отколку што која би била читава. Та затоа и викнал да ја служит крчма, за да им покажит со тоа големото си благодарение. Итар Петар имал дома си две зајчиња. Кога ќе дојделе каресниците од него лажи пријатели, тој пошол на нива, таму негде близко, колку што можел да се чует глас од дома му. А на жената си и нарачал, кога тие ќе дојдат, да ја задржи дома и нему да му пратит Божем зајчето, за да го викат, та и тој бргу да стасат. Гостите дошле, а Итар Петар бил веќе на нива. Жената му и поканила да поседат и да почекат малце. Им рекла оти мажот е бргу ќе си дошол. Тие седнале, а жената извајала едното зајче пред гостите, му зарачала да ојд на нива, да го викнат мажа е Итар Петар, зашто му дошле гости. Та го испуштила на патот. Сите селски, кога го виделе дивото зајче, загнале по него со силно лаење, а тоа од страв прснало да бегат и се изгубило. Итар Петар од нивата ја чул кучешката врева во селото, се загнал и тој час стасал дома си. Откоја и поздравил гостите со добродошле, тие го прашале кој му казал,
оти тие дошле таа што толку бргу тој стасал. Итар Петар им одговорил, оти тој си имал едно зајче, та тоа дошло на нивата и му казало. Гостите посакале да го видат умного и брзо зајче. Итар Петар им извел второто зајче. Оти првното го немало веќе, тоа уплашено од псите, си избегало и не се вратило. Гостите кога го виделе, се почудиле на зајачката му умшина и му го посакале да му го купат. Тој Божем не сакал никако да им го продајте, ама најпосле не можејќи да им расипи чефот, се стори каил, да им го продал за една цена колку што чинела окастрената негова крава и нешто повеќе. Гостите си го зеле веќе зајчето и си пошли, а оти беа тројца не можеле никако да се погодат кој од нив да го имат. Се погаѓале како што се погаѓале, најпосле се погодиле вака. Секој од нив да го имат по неколку време. Првно еден, после друг и најпосле третиот. Кога си отишле од Итар Петровата куќа, со се зајчето одејќи си напад, се оддалечиле еден од друг до една далечина за да го клаат на работа зајчето сите тројца наред. Спрема наговарањето си, фатил првниот да му порачует нешто на зајчето, да ојд да му речит нешто на другиот пооддалечениот. Ама што туку го испуштил од раце Божем да ојд кај другиот, тоа прснало да бега, на кај очи му гледале, а не каде што го праќале. И така, со изгубувањето на зајчето, тројцата Итар Петрови зломисленици скапо му исплатиле кравата и претрпиле првата половина од неговата лутина. Второто отплаќање Итар Петрово. Со заклетниците Итар Петрови разлутени од лагата му со зајчето намислиле и се узборуеле да го отепаат. Итар Петар усетил нивната мисла, та и викнал на гости, Божем да ја умирит, а појче да им отплатит ушче поскапо. Тие пошле дома со мисла за да го отепаат. А кога чуле Итар Петар како да нарачува на жената си да уготвит убава и сладка вечера од многу турли и манџи, си рекле меѓу себе, ајде понапред да се гостиме еднош на вечерата, да сетне да го отепуеме. Помеѓу тоа време Итар Петар извел им ракија и мезиња, тие пиле и се повеселиле, и најсетне дошло веќе време и за вечерање. Итар Петар повелал на жената си да ставит софрата и да донесит манџите. Жената му ставила софрата и донесла првната манџа. Од кога се изела таа, требало да се донеси втората наред. Арно ама, жената, спрема како што се узборуела со мажа си, му рекла тогај оти не уготвила втората манџа што и порачал. Тој тогај Божем се разлутил на неа и ја ругал. Таа ја повелал да донеси третата манџа. Таа ја донесла. А од која изеле и неа, требало да донеси четвртата. Жената сторила и за неа, као и за втората. Не донесла, оти не била ја уготвила. Така исто не уготвила и не донесла ни петта, ни шеста, па ни некоја друга манџа. Итар Петар се разлутил Боже многу на жената си и до толку оти не го послушала да уготви сите манџи што и бил порачал. И со тоа непослушување го усрамила пред тие честни гости бели образи, што дури скочил врз неа, истрнал ножот, та ја заклал пред нив. Жената паднала мртва, шурнале крвје од грлото и Божем умрела. Гостите се почудиле и се потресле од лудоста Итар Петрова и многу се ужалиле за кутрата домаќинка, та многу го ругале, оти така да ја заколит. А Итар Петар и успокоил и им рекол: пријатели, бидете мирни, ви се молам. Ја ако не ипрам така на жената ми, таа би ми се качила на вратов. Почекајте малце, нека се мачат, та сепне ќе видите. Јас имам една свирка, ќе ја засвирам и таа тој час ќе оживеет. И навистина, по малце време Итар Петар извел од појас една шупелка
ја засвирил на жената му малце по малце и таа се освестила, оживеела и станала на нога. Се тоа било лага и Петроа, тој уште од понапред се узборувал со жената си, ја завил околу вратот едно црево полно со крв, што истекло после која Божем ја заклал. Гостите се почудиле на свирката, каква сила имала таа, та да оживува умрени луѓе. Му ја посакале да им ја продајте. Итар Петар се престорил Божем, не сакал да им ја дајт, а која многу се тоариле, не можел да им расипи атерот, та им ја продал за една скапа цена. Зел е првно едниот да се загнал дома си да ја обидит на жената си. Се престорил и се налутил на нея, та ја заклал. Зел после свирката, свирил, Божем да ја оживит, ама не било кабил. Таа си умрела, а мртов човек немојте со ништо да го оживиш. Усетил излагувањето си и никому не казал. Ја дал свирката на вториот си другар. И тој исто као него сторил. Најпосле третиот, најодзадниот, заклал жената си и не можел веќе да ја оживит. Откоја сите тројца свршиле работа со жените си и заклале, се нашле негде и си раскажале еден другому излагувањето си. Та се окајвале и не помислувале веќе да го отепуваат Итар Петар од страв да не им направит некое поголемо зло, а се узборуеле да се оплачат на селото, тоа да му чинит чаре као на лош човек. Трече плаќање Итар Петро. Која тројцата Итар Петро и пријатели се оплакале на селото за пакоста што им ја сторил со свирката да си заколат жените, селаните се собрале на собор и одсудиле Итар Петар да го фрлат в море. Го фатиле, го нагнетили во една вреча и го ушиле, та го дигнале и го носиле да го фрлат в море. Која дошле крај морето, го оставиле и не знам за какво нешто, се загнале и си разотишле кој нагоре, кој надолу, туку речи нешто чудно се сторило таму негде наоколу, та да видат што било. А тогај Итар Петар викнал однатре од вречата. Не сакам, неќум, не сакам, неќум. Таму наблиску имало еден овчар што си пасел овци, та која ја видел вречата, се приближил да видит што ќе бидит аџба. А која дошол до неја, чул однатре глас: не сакам, неќум, не сакам, неќум. Овчарот видел во вречата човек и го прашал: што не сакаш, што неќиш? А Итар Петар однатре му одговорил: селаните се собрале, та ме натиснале овде да ме клаат за цар. А од ја не сакам, сакаат да ме фрлат в море. Тогај овчарот му рекол: ако не сакаш ти, јас сакам. Ако е така, повторил Итар Петар, одврзи ме, влези ти во вречава, та која ќе доаат селаните, рече им ти сакаш, се чиниш, та нека те клаат тебе за цар. Овчарот одврзал вречата и Итар Петар излегол, а на местото него влегол овчарот, од кога однапред си разменили јалишчата. Овчароите ја облекол Итар Петар, а Петроите овчарот. Итар Петар го врзал арно во вречата и го оставил, па си зел овчаровиот крлик и пошол при стадото. Испомеѓу тоа време стасале и селаните. Дигнале вречата на рамо да ја фрлат в море, без да знаат што се сторило во тоа време со вречата. Овчарот однатре викал: сакам, сакам да се сторам цар. Селаните која чуле така, си помислиле од Итар Петар од страв полудел, се поулаил, та привјасале да го фрлат и го фрлиле. Па си отишле без да знаат кого фрлиле в море, дали Итар Петар, дали сиромав овчарот, и го удајле. По малце време, Итар Петар го виделе кај терал стадо овци и се почудиле. Од кај излегол со овци? Па го прашале: како така, Петре? Ние те фрливме в море да те удајме, а ти кај си нашол тие овци?
Ето така им одговорил тој. Вие ме фрливте в море да ме удајте, а јас извев цело стадо овци. Ами имат таму многу овци, го прашале. Па, многу, одговорил тој. Имат во дното и повечко излегуваат црни. Колку сака човек мој да се изведе. Најпрво си рекле, нека се фрлит попот, па ако тој извед, тогаш се фрламе и ние. Најнапред се фрлил попот со камилавката и паднал во дното. А камилавката му пливала над водата. Селаните која ја виделе, им се сториле од тие црна овца што извел попот, та тој час сите се нафрлиле во морето и се удаеле. Ето како Итар Петар им отплатил на селаните што сакале да го удаат. Од тоа останала и пословицата: фрли го во морето, а тој ќе ти излези со стадо овци.